Ниту една казна нема да ги задоволи семејствата на жртвите. Со овие зборови обвинителката Ана Стоиловиќ Димитровска побара 4 доживотни и една соодветна казна затвор. Максимални казни се бараат за Љупчо Палевски, Велибор Манев, Владко Кешишев и Боре Видевски. Обвинителството не се откажува и тврди дека вина има и таткото на Вања Александра Ѓорчевски поради учество во киднапирање и затоа за него бара, како ја нарече обвинителката, соодветна казна. Во завршните зборови обвинителката кажа дека за нив не важат исказите дадени во текот на судскиот процес, каде обвинетите ги менуваат зборовите, туку оние кои биле дадени во обвинителството, кога тројца од обвинетите признаа вина. Обвинетите со еден куршум ја остваруваат својата цел. Иако двете убиства се квалификувани од потежок облик и казната се движи минимум од 10 години до доживотен затвор и таа разлика од минималната до максималната казна е голема. Затоа судот треба внимателно да ги земе во предвид и начинот на спроведување на делата и нивната непоколебливост во намерата. Тука не постојат олеснителни околности. Сите обвинети се дел од семејна заедница, сите се нашле во улога на воспитувачи, а тие посегнуваат по она што му е најсрекно на секој родител, на секое човечко битие. Адвокатот на Александра Ѓорчевски Владимир Туфекџич тврди дека обвинителството не покажало ниту еден доказ против неговиот клиент, туку токму спротивното, одбраната во текот на судскиот процес успеала да докаже дека и таткото на Вања нема никаква вина. Нема никаков доказ за било каква вмешаност и инволвираност на Александар, немаат ниту било каков доказ за некаква конекција и комуникација со Љупчо Палевски, како што стои во описот на обвинителниот акт. Напротив, завршниот збор на обвинителството го оценам како контрадикторен. Порече си една година преку писмо во судот се огласи мајката на Вања, Зорица Ѓорчевска, порача дека ниту еден родител не смее да го доживее тоа што таа го доживеала. За жал, еден факт останува непобитен. Вања ја нема. Ја киднапирале и ја однеле. Ја убиле безмилосно на најбрутален начин. Детето мое. Кога ќе слушнавме за некој немил настан во светот, на двете мои керки им велев дека вакви работи кај нас во Македонија не се случуваат. Далечни ми беа. Но се случи. И тоа токму мене, на моето најмило, и не смее да се повтори. Ниту еден родител не смее да го доживее тоа што јас го доживеав. Семејствата на 20 убиени кажаа дека ќе бараат материјална оштета од обвинетите. За 18 и 20 јуни се закажани двете рочишта каде своите завршни зборови ќе ги дадат оние кои се обвинети, пошто треба се закаже соопштување на пресудата.